Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Бурата пустошеше на Хаити. Во оваа сиромашна земја, ужасните бури често ја уништуваат жетвата. Врачот Орестил тешко дишеше додека се искачуваше на планината при дождот и темнината. Молња ја осветли темнината. Тој го препозна Виктор на Карпата. Ќе го убијам! Тој е виновен за се, затоа што секогаш зборува за Исус. Духовите не казнуваат со оваа бура. Ќе го убијам и сите ќе мислат дека паднал од Карпата. Со мисли за убиство во главата, Орестил продолжи да се искачува. Но одеднаш падна во голема дупка и ја шина ногата. Не можеше да продолжи. Помош! Помош! И покрај грмежите, Виктор ги слушна неговите повици за помош. Тој не знаеше зошто го следи врачот. Помогни ми! Сакав да ја посета мојата постара ќерка која живее на планината. Орестил беше голем лажго, но Виктор сепак му помогна. Внимателно го однесе ранетиот човек до една колиба која ги заштити од дождот. Тогаш слушнаа бучава која како да доаѓаше од длабочината. Не беше грмеш и не запираше, туку стануваше се погласно. Планината се тресеше. Огромни карпи се урнаа во долината и го затрупаа селото. Орестил беше вчудовиден. Мојата жена, мојата Тифам, мораме да им помогнеме. Орестил, зошто не ме послуша? Те предупредив за лизгавото земјиште. Ти си виновен ако умрат твојата сопруга и ќерка ти. Мачно и со помош на Виктор, Орестил се довлечка до местото каде што порано беше неговата куќа. Со сите сили почна да копа во калта. Потоа застана. Мојата сопруга е мртва. Но види таму, нешто мрда. Тифам! Ја ослободи ќерка му од урнатините и ја прегрна. Тифам! Мојата Тифам! Господе Исусе, помогни ни! Испрати ни мисионери со храна и лекови. Исус одговори на молитвата на Виктор. За кратко време пристигна помош и Тифам беше пренесена со хеликоптер во мисионерската болница. Ке слушнеш што се случило со неа таму, ако ја слушаш следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!